Постојат десетици бизнис мрежи за деловно поврзување и наоѓање работа односно работници. Постојат тесно насочени и специјализирани платформи во кои гравитираат луѓе само од одредена фела, а постојат и мрежи отворени за сите профили. Искуството на познавачите и експертите во областа на човечки ресурси покажува дека LinkedIn е меѓу најкористените бизнис мрежи кај нас, иако особено по новите генерации се присутни на повеќе платформи. Исто така расте и бројот на компании што на овој начин ги наоѓаат потребните кадри. Околу 170 милиони нови работни места ќе бидат отворени во следниве 5 години на глобално ниво, според извештајот за иднината на работните места на Светскиот економски форум за 2025 година. Кои ќе бидат тие работни места и кои вештини ќе треба да ги поседуваат луѓето за да добијат една од нив? На листата работни места за кои се очекува да има најголем раст доминираат улоги клучни за многу економии. Имено, земјоделските работници се на врвот на листата. Во Македонија меѓу 5 занимања за кои има најголем број слободни работни места се: оператор во кол-центар, општ работник, продавач, хигиеничар во стамбен и деловен простор и возач на камион. Државата ќе треба да им врати на компаниите близу 50 милиони евра, откако Уставниот суд донесе одлука за поништување на законот за солидарен данок. Компаниите платија солидарен данок во текот на 2023 година за добивките што ги остварија во текот на 2022 година во екот на енергетската криза. Оваа еднократна вонредна јавна давачка ја платија 156 компании. Компаниите што беа оданочени со солидарен данок во текот на 2022 година имаа вкупен приход поголем од околу 10 милиони евра. Целта беше да се соберат средства за ублажување на последиците од кризата и да се придонесе за јавните расходи на солидарен начин. После повеќе од 100 концерти во 12 земји низ Европа и Азија, групата Tribute ABBA доаѓа во Скопје поради спектакуларен двочасовен концерт кој ќе се случи на 15 март во Националната опера и балет. Шоуто е целосно уникатно и ја доловува магијата на легендарната шведска група ABBA, која се прослави со победа на песна на Евровизија со хитот Ватерло во далечната 1974 година. Tribute ABBA настапува во оригинални костими, имаат и оригинална кореографија, а изведбите на песните се скоро исти како што ги интерпретираат двете женски од шведскиот квартет.